Почитувани, иако од СДС ветуваа здравство по европски стандард, бесплатно болничко лекување, 100.000 денари плата за докторите, освен низа скандали за кои секојдневно сведочиме и нула инвестиции, нема што да им понудат на граѓаните. Здравството секаде е во колапс. Средствата од буџетот се трошат за задоволување на апетитите на блиски соработници од власта, а сето тоа на штета на обичниот граѓани. Она што Прилеп и Прилепчани добија од оваа влада е одлуката која Филипче ја кажа пред одреден период, а тоа е дека нашата општина останува без лабораторија, па така Прилепчани ќе бидат принудени лабораториските услуги да ги извршуваат во соседните градови како Битола. Пред некој месец одделението во градската болница за анестезија и реанимација беше оставено без основните лекови за работа, при што на пациентите им беа одлагани операциите. За подсетување, во наше време беа вложени околу 30 милиони денари за набавка на нова опрема, вклучувајќи 4 ехо долер апарати во одделенијата на рентген, интерно и урологија, оперативен стол со сателит светло и ехо апарат за операционата сала на гинекологија, мобилен РТГ апарат на ортопедското одделение, 5 пациент монитори, 1 апарат за анестезија, компјутерска томографија и дигитален мамограф во градската болница. 5 милиони денари беа инвестирани во апарати за диагностика во лабораторијата, спортската и трудовата медицина во ЈЗУ здравствен дом. Ова установа добија и комплетно нов возен парк со нови санитетски возила за службите на итната медицинска помош и домашно лекување. Ги повикуваме директорите на здравствен дом, градска болница и Центарот за јавно здравје да кажат кои инвестиции ги реализираа досега во нивните установи и со што придонесоа за нивно подобрување. Колку средства од буџетот на Република Македонија се издвоени за продолжување на овој тренд на реконструкција и набавка на нова опрема. И наместо да го замајуваат народот со некакви донации и вообичаената ке-реторика за некое идно време, да кажат што конкретно сработија досега. Почитувани, за жал владата предводена од СДС е фокусирана на делење матни тендери од речиси 40 милиони евра на ново регистрирани фирми, тендери поврзани меѓу ќерка и татко, тендери во 4 очи без запазување на законската постапка, кои оставаат сомнеш за можен криминал. За речиси 100 млади специализанти, кои неколку пати се обраќаат до владата, нема плата. Со ваквата ароганција и водење грижа за неколкумина, се остава на цедило една цела генерација млади доктори кои се жртва на лажни ветувања. СДС не смее да си поигрува со животот и здравјето на граѓаните. Инвестирањето во здравствениот систем мора да продолжи. Затоа е потребно што поскоро оваа неспособна влада да се замине, затоа што нашите граѓани заслужуваат подобро. Ви благодарам.